Почитувани граѓани, почитувани колеги, заменик министри по финансии, како што стои во заглавието, односно насловот на овој закон, предлог закон, велете вториот програмски закон или вториот реформски закон. Ама првиот буквално никаде не го споменавте. Нити на комисија, ниту пак денес во образложението на овој закон за задолжување на граѓаните на Република Македонија. Ајде ќе трнеме од првиот. Нема да се вратиме од 16-тиот, како што вели колегата Цуклев, од првиот. Првиот беше ноември 2012 година. Истиот ваков закон, реформски, за буџетска поддршка, со истите услови, само со 39 милиони евра. Ноември 2012 година. Токму пред локалните избори за 2013 година, заедно со оние 180 милиони евра за кои ја направивте гужвата овде и го строзивте собранието на Република Македонија. Тоа е првиот. Сега е вториот, колега Цуклев, читате ги законите, така ти стои во заглавието. Така беше. Значи заедно 39 и овие 36,4 вкупно 75 милиони евра за неполни 2 години ќе потрошите. Ама кога дојдовте, барем требаше да ни кажете што сторивте со тие 39 милиони евра. Да дадете отчет. Каде ги потрошивте? Кои беа субјектите кои ги повлекоа тие пари? Што ефект имаше? Колку пари по субјект? Дали од буџетските корисници или како што се фалат колегите, биле тие пари пласирани во приватниот, односно во реалниот сектор за поддршка на економијата во Република Македонија? Немате таков отчет. А барате од граѓаните пак да ви дадеме услов, односно виза, да ги задолжите со нови 36 милиони евра. Нема да ја добиете таа виза. Нема затоа што не знаете каде и зошто ги трошите парите. Ама ние ќе ви кажеме, само за буџетската дупка, само за изборни цели. Па вие без пари не знаете ни први во месецот да го дочекате. Без кредити и без позајмување. Хајде еден месец да се договориме, оваа власт, оваа влада на ВМРО-ДПМН заедно со ДУИ, нека не се задолжи било дека или вдова кај банките, или надвор, да видиме дали ќе го истера месецот во Република Македонија. Дали нема сите политики да и пропадат, дали нема меѓучовечките и меѓукоалицијските и меѓупатиските или меѓупретеничките односи да се нарушат. Ќе има. Нема да можете ни 5 минути да издржите. Ама лесно ви е. Државата стои зад вас. Гине, државно не гине. И секогаш додека можете ќе ја задолжувате до плафонот. 36 милиони евра барате од граѓаните после 18 години да ги враќаат. А още првите 39 од 2012 година не знаеме каде и зошто се потрошени. Каква буџетска поддршка, каква реформа? Велите во топ 10 реформски земји во целиот свет сме били ние во Република Македонија. Која реформа ја спроведовте со овие 75 милиони евра? Кои ефекти ги имаат граѓаните на Република Македонија од вашето трошење? Апсолутно никакви. Овие пари ќе ви одат само за предстојните избори во 2014 година. А до тогаш, кој знае уште колку ќе ги задолжите граѓаните на Република Македонија? Кажете, еве овде сте. Моравте да дојдете спремени да кажете кои субјекти се корисници на овие средства. Колку пари по субјект и кои ефекти ги има од ваквите потрошени пари од 2012 година па и сега што се очекува во овие 2014 година. Па вие не можете без пари ни меѓупартиските избори да ги спроведете сега овие денови што се случуваат по општинските организации. Бирате председатели по местните ограновци на ВМРО-ДПМН, по местните комитети. Ама без пари и тамо не можете избори да направите. Затоа ви требаат пари. Па вчера бевме сведоци и обелоденивме најголемата вистина. 100.000 евра дневно, не годишно, дневно троши оваа влада пари на граѓаните на Република Македонија во кампањите против опозицијата. Против двајца луѓе, против Заев, против Шикаринска. И тук-там уште по некој друг опозиционер. 100.000 евра. 365 дена по 100.000 евра, колку се тоа? 365, 3 милиона, 36 милиона, 360 милиона, колку? Колку сакате, толку ќе ги кажете. Ама зошто? Бадијава. Сега, колеги, милува во зацкриена форма да не ни ја истакне транспарентноста оваа власт и да ни удоволи она наше едноставно барање и да продискутираме зошто ќе бидат потрошени овие пари.
Ние овде во репликите од некои колеги безсрамно, без лице и без ничија совест ќе кажуваат дека биле потрошени за подршка на приватниот сектор за реализација на нивните бизнис идеи, за самовработување или за отпочнување на бизнис со кредит од 3000 евра. А не ги споменувате, ама никако не сакате да ја обелодените вистината колку изнесуваат државните помошти во тирзовите, во технолошко-индустријските развојни зони. Колку тешки милиони евра. Дали 90%, дали 80%, дали половина од овие пари ќе одат токму за таа државна помош во странските фирми во тирзовите. А колку, дали 1, 2 или 3 милиони евра ќе одат за подршка на бизнис идеите на нашите домашни инвеститори, на нашите луѓе кои сами ќе одлучат да отворат фирма, своите идеи да реализираат и со 3000 евра, пазете, со 3000 евра по човек за вработување ќе земат кредит од Агенцијата за вработување. Тоа ли е лицето на оваа власт? Тоа ли е дволичноста? Така ли ќе привлекувате странските инвестиции? Така ли ќе го билдате бруто домашниот производ во Република Македонија? И ќе велите дека еве, ние сме тие кои допринесовме бруто домашниот производ овие години да се дигне за 4 години за 2 милиарди евра. Па толку ви изнесуваат вкупните кредити за овие 2 години. Толкому 2 милиарди евра вие повеќе зедовте кредити, а сите тие кредити заедно вклучително и со ова и она и од 2012 и предходниот го билдовте бруто домашниот производ, па дојдовте некаде цирка од некаде помалку од 8 милиарди евра. Па тие 8 милиарди евра, ако земеме дека овде влегуваат и кредитите, и каматите, и фасадите барокни, и спомениците, и врвите, и не знам уште што ли не, небулозно сторено и остварено од оваа власт, што ти име таков бруто домашен производ на граѓаните на Република Македонија? Каков бенефит имаат тие од таквото ваше раководење и трошење на народните пари? Апсолутно ништо. Втората компонента за подршка на земјоделскиот сектор, преструктурирање. Па еве нека видат земјоделците во Република Македонија од каде власта им ја дели субвенцијата и зошто им касни после една година од она што ги следува со закон за да ги земат средствата од субвенции. И какво преструктурирање се стори со тешки милиони, стотици и стотици милиони евра, не само овие програмски политики, развојни политики и кредити, туку и од други буџетски средства и од други кредити во оваа власт што ги потроши. Еве, почитувани земјоделци, оваа власт, ако не зема кредит да ве задолжи вас лично, вашите деца, идни генерации и сите нас во Република Македонија, нема да може да ги исплате за останатите субвенции од лани или од полани. А за оваа година да не зборуваме. Ќе чекаме некој нареден кредит од некаде. Тоа ли е олеснувањето и преструктурирањето на земјоделскиот сектор? Свесни сме и сведоци дека се помалку и помалку производство на храна овие 3 или 4 години наназад, откако почнаа да се делат криминалните субвенции на оваа власт, во Република Македонија имаме намалување на производството на храна. А зголемување и билдање на трговскиот негативен дефицит токму од увозот на храна. Па сите пари што беа поделени за субвенции да се поделеа за увоз на здрава и поевтина храна, може би граѓаните на Република Македонија, условно кажано ќе кажам, ќе имаа поголема корист од вака на криминален начин што ги делевте субвенциите помеѓу своите партиски активисти и војници. Трговската логистика, пазите, ова е најсимптоматично и сомнително. Буџетот за 2014 година помина. Таму видовме кај Министерството за економија колкава е ставката за подршка и развој кај приватниот сектор. Овде, од овие 36 милиони евра, велите дека во третата компонента ќе се одела пари за ефикасноста на услугите на трговската логистика. Тоа е директно под ингеренции на Министерството за економија. Ама таму немаше во буџетот таква ставка. Немаше. Имаше 200.000 денари. Пардон, 200.000 евра. И ништо повеќе. За барокните фасади по 9, по 5 милиони евра за административни згради, по 4 милиони евра, по 6 милиони евра, ама за подршка во буџетот за 2014 година кај приватните компании, кај Министерството за економија беа само 200.000 евра. А сега ги ставате овде дека ќе имале
таму средства од овој кредит за подршка токму за трговската логистика. Добро, до каде ќе одат вашите лаги? До каде ќе се билда вашето лицемерие? Овде во собранието или надвор и кај граѓаните? Ама му дојде крај на вашата листина.